Ова е пробен тест во пустина на електричен погонски систем, што јужнокалифорниска компанија планира да го користи како летачко такси. Инженерите на компанијата работат на eVTOL, електрично вертикално возило за полетување и слетување, со ротори од 6 метри и најнови достигнувања во електричните мотори, како и батерии за да им помогнат на патниците да се тргнат од преполните патишта. Овој авион со својот домет од 222 километри во основа може да ја обслужува по широката област на Лос Анџелес. Нашиот авион има простор за багаж како и за 5 патници. Сметаме дека ќе биде одлично за семејствата кои се обидуваат да стигнат на аеродром, например. Тоа навистина ќе го промени начинот на кој луѓето донесуваат одлуки за тоа како ќе се движат во урбана област. Градските власти велат дека ваквата урбана воздушна мобилност отвора многу прашања, вклучително и за инфраструктурата на летачките такси, како и за надзорот од Федералната управа за авиација. Очигледно, управата ќе има огромна улога, а тоа се оние кои всушност размислуваат за евентуално обезбедување на некакви дозволи за овој процес уште од 2025 година. На локално ниво ќе треба овластување за користење на земјиштето каде што леталата ќе можат да полетуваат и слетуваат. Друга работа е како сето тоа ќе влијае врз народот. Некои жители се скептични за летачкото такси. Помислете на сите тие места за слетување, тоа ќе биде хаос. Ќе бидат потребни, например, цели зони каде што луѓето би полетувале или слетувале. Германската компанија Volocopter беше првата што крена човек во воздух во 2011 година, користејќи исклучиво електрична енергија. Денес компанијата Volocity има електричен авион со 2 седишта со 18 ротори. Кога летавме во Сингапур во центарот на градот, се надевав дека многу луѓе, многу туристи ќе го поздрават тоа, но не се случи тоа. Зошто? Тие не го слушна. Тоа беше лошо за маркетингот, но добро за властите. Тие тоа го сакаа. Тоа е тивок и незабележителен, како точка на небото. Волокоптерот прелети над Париз во ноември со план да обезбеди кратки комерцијални летови до Олимпијадата во Париз во 2024 година. Официјалните представници на Лос Анџелес работат на тоа воздушните таксија до Олимпијадата во 2028 година да бидат целосно функционални.